По претходно добиени сознанија и докази за злоупотреби и незаконитости во работењето на повеќе центри за социјални работи во Република Македонија, доставени до Министерството за труд и социјална политика, ја продолживме праксата на редовни и воредни инспекцијски надзори на центрите во периодот што претходеше и следи. До денес, со центрите за социјални работи во Република Македонија раководат директори кои подпишаа менаџерски договори како нивна законска обврска, директори кои и покрај утврдените незаконитости во работењето и беа разрешени во претходниот мандат, но со една одлука, законски спорна од владата на Република Македонија, беа вратени на раководните функции, и трета категорија, старо нови реизбрани директори, кои што во текот на месец август, повторно без исполнување на законската обврска за подпишување на менеджерски договори, беа избрани, односно реизбрани за директори. Со решение формирав 6 члена комисија за инспекцијски надзор, која изврши и врши надзор во неколку центри за социјални работи во Република Македонија. Комисијата во периодот од 5 октомври до 14 ноември 2016 година, заради обемноста и сложеноста на материјалот, спроведе вореден инспекцијски надзор во меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Тетово, со траење од 6 работни дена. Присутни на надзорот беа директорот на центарот, раководителот на оделението за парични давања и 2 стручни работници. Комисијата во овој период прегледа 234 предмети, од кои што 194 предмети на корисници на право на паричен надомест за помош и нега од друго лице или во јавноста популарно како право на туѓа нега. Врз основа на извршениот увид во списите, актите и документите во предметите на корисниците на правото на туѓа нега, списите на уплатниците за исплата на правото на надоместокот и известувањето од Министерството за правда, Управата за водење на матични книги, констатирана е следнава фактичка состојба. Под 1. Центарот за социјални работи во Тетово не постапил по службена должност како законска обврска од членот 181 став 1, членот 189 став 2, членот 191 и членовите од 209 до 213 од Законот за социјална заштита, а со тоа не ја утврдиле настанатата промена во условите за користење на правото на надоместок на нега од друго лице. Поради ова, Центарот и по престанокот на условите за стекнување на правото, настанокот на смрт, не донел решение за престанок на користење на правото, што довело до неосновано користење и неоснована исплата на средства по смртта на корисниците. Под 2. Центарот во предметите за кои имал сознанија дека престанал условот за користење на правото на туѓа нега, настанатата смрт, за што постојат вратени уплатници за исплати, дека лицето починало, не обезбедило доказ по службена должност од матичната книга за умрени и не водел постапка за донесување на решение за престанок на правото на паричен надомест за нега од друго лице. Под 3. Во случај кога Центарот бил известен за настанатата промена во условите за користење на правото, односно дека корисникот е починат или бил доставен наод од матичната книга на умрените или известување од блиски роднини на корисникот, дека корисникот починал, не водел постапка за донесување на престанок на право на туѓа нега. Ваквата состојба е констатирана во вкупно 134 предмети, односно утврдено е дека 134 починати лица од Тетово и од Тетовско и по нивната смрт користеле средства од буџетот на Република Македонија. Поради ваквото постапување извршена е неоснована исплата на 1.818.996 денари или близу 30.000 евра. Дополнително утврдивме дека тројца од 134 починати лица
за кои што продолжило правото на туѓа нега и по нивната смрт, денеска се уште фигурираат во избирачкиот список, за кој што навремено ќе го информираме Министерството за внатрешни работи и Државната изборна комисија. Како министер кој продолжува да се грижи за законитоста во работењето на јавните установи од социјална заштита и на Министерството, ги преземам сите неопходни мерки за утврдување на одговорност за сето горе наведено, преку соодветни пријави до надлежни институции и преку воспоставен систем на контрола, особено во овој период. Сакам да нагласам дека со јавноста ќе ги споделам сите незаконитости кои ги утврдивме преку законски спроведените постапки и обврски за надзор. Јавноста мора да дознае како се злоупотребувале личните податоци на граѓаните на Република Македонија, корисници на право на социјална помош. Како се уништувала документација заради прикривање на финансиски злоупотреби, како фиктивно и реално се издавале решенија за права од социјална заштита, како изборно ветување, односно со други зборови, каква била негрижата за честноста и законитоста во работењето и трошењето на народните пари. Во моментот, во Министерството за труд и социјална политика се водат повеќе внатрешни постапки за утврдување на некаков вид, односно секаков вид на злоупотреби, независно од постапките што ги води специјалното јавно обвинителство, со кој соработуваме во интерес на вистината и во интерес на заштитата на интересот на граѓаните и на Република Македонија. Ви благодарам. Јас можам да ви ги доставам на увид решенијата и записникот кој што го доставивме до директорот на Центарот за социјални работи во Тетово, но заради заштитата на личните податоци на лицата кои што ги имаме евидентирано како починати, нема да дозволам да бидат уснимени и објавени во медиумите.